Sine, štom te ukoruvam, što i da praviš, te zaštituvam. Ostavi gnev svoja pravda, želbi očekuvanja, prepušti se na mene, tatko, na ljubav ta. Ne plaši se, ostavi se, ne luti se, ostavi se, ne griži se, ostavi se, ljubav ta moja, lek za se. Ne misli se, ostavi se, prepušti se, vo mene, ne mudruvaj, ostavi se, ljubav ta večna, vo sekoje srce. Татко наш кој си на небесата, ние зборуваме за Татко на небесата и Деца на земјата и за негови ученици, двете категории без кои ние нема да можеме да го разбереме, да го живееме, да не оживее ова духовно, ова животодавно слово, Исусово слово, како например Исус е и лебот на животот, Исус е и живото слово натопено со крвта. Така да со човечки телесен ум тешко се разбираат овие работи. Исус се молеше Татко наш кој си на небесата. И не сите што викаат Господи, Господи, луѓето остануваат до тоа Господи, 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 Господи. Ке видите како се молат. Некои се молат освен на Господи, на други, на неговите слуги и свети, на мајката, например, таму, која е потекло. Тие молитви се потекло од античка Македонија, од женскиот култ. Не сите што велат Господи, Господи, ќе влезат во Царството Божјо. Сега зборуваме за, постои една сестра прашање која излезе од една деноминација, расширена по светот, поделена на многу подгрупи, кои има сегде постави, се собираат средства и се финансираат во земјите како Македонија, например. Тие заедници добиваат средства од странство. Пак го кажувам тоа што сум го слушнал на интернет. Дел од тие пари е прашање кој ги финансира, бидејќи илуминатите, сатанските представници на земјата се фалат дека тие ги финансираат тие заедници. Крштение во Дух Свети. Што значи тоа? Да се крстиш, да се прекрстиш, да се открстиш. Ние збориме да се прекрсти нешто, да на раскрсница. Сосема друг збор крштение. Духот беше над него. Се сеќавате? Исус кога слегува гулабот, духот е над него, над Исус, кога Јован го потопи во водата на реката Јордан, и луѓето доаѓаат до тој сликовит имитативен телесен театар, го прават истото што правеше Исус. Јадеше леп и вино, леп мед и риба. Аха, во реката го потопи, рипајте во реката, фрлајте го сега крстот, додајте некоја, како да кажеме, малку креативен момент, нели? Прифаќаш значи да се покаиш. Јован вели покајте се, тоа е добар момент. Покајување, тоа е точка. Влегуваш во водата, духот доаѓа над тебе и сега треба да влезе во твоето срце и да се исполниш сиот. Значи над тебе е едно и да влезе во тебе сосема друго. Секако духот е над тебе. На другиот ден, значи да влезе во твоето срце. Како да влезе? Тоа е битен момент. На другиот ден го виде Јован Исуса како доаѓа кај него и рече: еве го јагнето Божјо, кое ги зема гревовите на светот врз себе. Значи доаѓа, ги зема гревовите на светот и ние сега треба да му се вратиме, да му се предадеме, нели? Јован го капе, го баптизува, баптизо значи Јован баптист, потопување, вапцање во водата. Значи ги капе во водата Јован и им вели да се покајат. Покајте се, се приближи Царството небесно. Има знак даден, видлив во материјалниот телесен свет, гулаб,
слетува над Спасителот од небесата, така му е порачано, речено, заповедано во духот на Јован. Значи, кога ќе видиш гулаб, тоа е за да знае тој. Пророците имаат, например, знак, кога ќе го видиш тоа, знај дека и нас вели кога ќе го видите тоа. И знаете дека доаѓа крајни времења, гулаб слегува над Спасителот од небесата, така му е речено, заповедано во духот. Тоа е јагне кој ги зема гревовите на светот. Исус Христос, син на Семогниот Отец. Ги зема гревовите на светот. Прашањето е дали јас му ги давам гревовите или си ги држам за себе. Не ги давам, јас имам своји идеи. И ќе си ги носиш, дали јас плаќам за своите гревови, крвта ваша на главите ваши, или тој плаќа за мене. Битен момент е тој. Тој го потребам момент, состојба, или си ги чувам за себе. Ово е оној за кого реков, по мене иде човек кој пред мене беше, значи дојде како човек, бидејќи постоеше пред мене, Јован 1:30. Значи тој беше пред него, доаѓа пред него, постоеше пред него, човек доаѓа. Се откажува од Божјата природа за да ни даде образец, показна патека како да се вратиме назад, од каде што сме паднале. Овој е тој за кого реков, по мене доаѓа човек, знаете, кој е поголем од мене, зашто тој постоеше уште пред да се родам јас. Потоа вели Јован, јас не го познавав, но дојдов да крштевам, да ве капам, потопам во вода, за тој да му биде објавен на Израилот на првата заедница. Исус да биде објавен, Јован 1:31. Јован го прашуваат, кој си ти? Илија ли си? Пророк ли си? Христос ли си? Не сум. Па зошто тогаш покајуваш, ајде да речеме, тој вика крштеваш. Вика, Исус не крштеваше, туку неговите ученици. Зошто? Па затоа што неговото крштение не е телесно во вода. Затоа не крштеваше. Духовно е. Разбирате? Најдете го тој стих. Јован го прашуваат, кој си ти? Јас сум гласот на оној што вика во пустината. Видите Христов слуга, најголем роден од жена, како што се вели за Јован, Исус вели за него, поголем човек од жена нема роден на земјата. Тој вели, јас сум гласот, не вели јас сум пророк, јас сум пастор, јас сум апостол, јас сум епископ, јас исцелувам, јас пророкувам, јас проповедам. Не, тој вели, јас сум гласот. Значи, тој е сад, мегафон, звучник, труба. Јас сум гласот на оној што вика во пустината, израмнете го патот на Господа, некој ви објавува, друг препев, подгответе го патот на Господ. Му велат на Јован, зошто крштеваш кога не си ни Јован, ни Христос, ни пророк? Зошто? Тоа е тоа прашање. Зошто? Па затоа што Духот дува каде што сака. Затоа што е воден од Духот. Иако потоа тој се посомнема, го прашува Исус кога е во затворот преку учениците, ти ли си оној што треба да дојде или друг да чекаме? Пазете, зошто крштеваш кога не си ни Христос или и пророк? Јован им одговори, јас ве капам, ве покајувам, ве крштевам со вода, ве прекрстувам од стариот човек во нов, нели? Но меѓу вас стои еден кого вие не го познавате, тој е оној што иде по мене и по мене иде друг исто така, кој беше пред мене. Исус доаѓа, кому јас не сум достоен да му ги одврзам ремењата до обувките негови, Јован 1:27. Повторно имаме таа понизност на Христов слуга, не вели јас сум пастор, служба на пастор, апостол, епископ, бишоп, не знам, апостолска црква, ваква црква, првата, нашата, вашата, нивната, северна, јужна, Исус е напомош. И потоа го имаме знакот за Јован да го познае Исус Месијата. Го видов Духот како слегува од небото, како гулаб. Тоа му е знак даден и остана над него. Јован живееше во пустината, јадеше скакулци и див мед.
Зошто, например, сега не пробате вие како што правите леб и вино или рипате во реката, не јадете скакулци и див мед? Пробајте, ајде да видиме дали можеби тука е рецептот. Јас не го познавав, но оној што ме прати, Отецот Небесен, се враќаме на Јован, да капам, покајувам со вода, тој ми рече, врз кого ќе видиш дека слегува духот, дека останува над него, духот останува над него, е оној што ќе крштева со Дух Свети. Затоа Исус не крштеваше. Учениците негови потопуваат. Значи, ти си сега од пред Јованово време се потопувате. Исус сега треба да крштева. Во Духот. Ќе дојдеме до тоа. Друг препев, врз кого ќе го видиш Светиот Дух да се спушта од висината и останува над него, тој е оној што ќе крштева со Свети Дух. Треба да крштева. Тој крштева со Свети Дух. Друг крштева ли со Свети Дух? Само во Духот крштева. Пазете, оган на друго место и оган ќе крштева. Јас видов и посведочив дека е тој Син Божји, 1.34, Духот е над него, одиме сега општо, се покајал, се сложува да му се вети предаде на Исус. Исус се сложува да стане Син човечки, да ги земе гревовите на светот. Друга приказна, Духот е над него. Како Духот да те исполни сиот како на Исус? Тука е целата прашање. Не живееме според телото христијаните, туку според Духот. Римјаните 8.4. Што е тоа покаяние? Значи, тој е Јованово крштение, телесно покаяние. Тој што доаѓа по мене, тој ќе ве крштева. Исус крштева, затоа тој не крштеваше, само учениците негови. Не живееме според телото, според Духот. Дали живееме според Духот или си тераш по телото? Што е тоа покаяние? Оди и не греши повеќе, за да не те снајде нешто уште полошо. Исус му вели на еден сотрудник таму што го исцели. Да го оставиш стариот телесен човек, да ја оставиш личноста вавилонска и да станеш слуга, сад, глас на оној што вика во пустината. Луѓето имаат потреба, знаат внатре во себе дека се духовна природа, дека има сила, Бог имаат потреба некого да обожуваат и ти обожуваат поети, глумци, песни, предели, приказни, нели? А треба да го обожуваат Бог, Таткото кој создал се и да се молат, а ако не го знаат, се молат на камења, дрвја, води, предели, икони, фрески или самите прават нешто за молење, си прават кипови. Имаат временски одредници, временски промени, палат огнови, цел свет пали огнови, во Шведска палат валпургиски сатански огнови, го повикуваат да дојде светлината на светот, нели? Кокино, Дионис, кокинскиот момент, духовен момент, соединување, Таткото Небесен оплодува земен човек, земјата и се раѓа Богот човекот. Ако земете дека е тоа предсказание, пророчка уметност, во Дионисовиот театар, овој кокинскиот обреден е едно. Исто Татко Небесен ја оплодува земна жена и се раѓа детето Дионис и после само 1000 и нешто години, ајде да речеме сме стотини, вистински Дева Марија го носи Исус. Пазете сега. Значи, и токму кокино Дионис, дури местото кога е Исус, роѓењето на Исус, го поместиле на малата Дионисова слава кога цар Константин во 3-4 век го воведува христијанството. Значи, се враќаме сега на крштението. Ти доаѓаш во вода, изговораш дека го прифаќаш Исус, те капат од надвор, потопуваат и да ти покажа дека треба да се исчистиш. Тоа е. И сега Исус треба да дојде и да крштева со Дух Свети и со оган. Инаку Духот останува над тебе, тој е секако над нас и мало пламенче во нас, самиот вдахнат дух во кал земја што сме во лицето наше, значи сме станале жива душа. Значи тој е тој внатрешен човек да посакаш, да се вратиш, да се предадеш, да може Исус да живее вистински во твоето срце, нели тој чука на вратата
ќе се вратиме на тоа ако сака Исус, ти изговараш нека го прифаќаш и сега имаме друга одредница прочка еднаш годишно во македонскиот календар. Еднаш годишно чекаш на тој ден да си простиме, ако не си простиме па до година. Не ви простеваш секој ден, простете и ќе ви биде простено. Одредници секој ден да простуваш, да ви даде, цитат, по богатството на својата слава. Он треба да ни даде сила да се утврдиме преку неговиот дух во внатрешниот човек, Ефесијаните 3:16, те тоа е он да не исполни одвнатре. Исус дава сила, негова е славата, внатрешен, духовен, негов Исусов човек, негов дух, духот е на Исус, над Исус, кога е представен од Јован за Месија Спасител, зашто тој доаѓа како човек и ни покажува, се откажа од Божјата природа, но духот е комплетно во него, послушен со смрт до крст. Тој е исполнет со полна возраст, се покажува кога сака, како сака, за слава на Отецот, и ние треба да научиме да го направиме тој духовен исчекор од водата, телесното си скапевме, кажавме Исус, сега како вистински внатре да дојде во нашето срце, да му предадеме се, да му се препуштиме, да му ја дадеме сета власт врз мене и тогаш јас ја примам власта негова. Тој ми ја дава власта да газам на змии, на скорпии, лав и змеи да убивам, ништо нема да ми напакости и отровно да испивам. Значи, тоа е врзано. Се враќаме во негова власт и собственост. Одиме понатаму и преку верата, тоа е една од димензиите што останува верата, надежта и љубовта со кои ќе бидеме мерени, Христос да се всели во срцата ваши. Те сакам, Господи Исусе Христе, та вкоренети и утврдени во љубовта, утврдени, вкоренети, накалемени во духот, љубовта е духот, да разбереме со сите свети што вистински му служат, што е ширина, должина, длабочина и височина. Не ова што го гледаме, зашто видливото е минливо, невидливото е вечно, да ја осознаат Христовата љубов, духот, што го надминува секое знаење, за да се исполниме со сета полнота Божја, Ефесијаните 3:18-19. Да се исполниш со полнота Божја, не духот да е над тебе и ти остануваат над тебе, немаш ти тогаш сила. Не знаеш како да му дозволиш да го испразниш твоето срце, твојата внатрешност, стар човек, да оставиш, Богат да раздадеш се, тоа е тоа се. 3:18, да се соединиме со него во едно тело и еден дух. Еден татко, една вера, едно крштение. Кој е тоа крштение едно? Па во духот. Нема друго крштение. Еден е Бог и Отецот на сите, кој е над се, преку се, во се. Тој е во се. Ефесијаните 4:4-6, се присутен, тешко разбирливо и така натаму. 12 стих, за усовршување на светиите во телото на служењето, за изградба на Христовото тело кое е духовно. 4:12, еве што треба да се постигне, додека сите него достигнеме, единството на верата и познавањето на Синот Божји, да го познаеш, да го возлюбиш, до состојба на усовршен човек со мера на возраста на Христовата полнота. 4:13 Ефесијаните. Полна возраст, полното, да не сме бебиња, мали деца кои се расправаат по пазариштата, не се способни сами, мора некој да се грижи за нив. Додека не станеме возрастни луѓе, да пораснеме до Христовата полнота. Друг препев. Полнота во дух, не духот да биде над нас. Внатре во нас во срцето, вистина ви велам, од сега ќе го гледате небото отворено и ангелите Божји како се искачуваат и слегуваат над Синот човечки. Јован 1:51. Ќе го гледате небото. Дали го гледате вие небото? Дали сте свртени кон небото или на земјата си ги оправате вашите работи? Јован 2:25, еве,
ми даде и друга страница. Немаше потреба никој да му сведочи за човекот. Исус, бидејќи самиот знаеше што има во човекот, Духот Божи знае што има во секој човек. Нема потреба, луѓето трчаат по знаење. Дали се покајуваш, признаваш се исповедуваш, му предаваш се, дали се откажа од себе си сотруднику. Вистина, вистина ви велам, ако некој не се роди од озгора, јас сум од озгора, не сум од оздола. Треба да се родиш, да се свртиш нагоре, да го оставиш телесниот човек да умре. Не може да го види Царството Божие, Јован 3:3. Да се родиш од небото, од гулабот, од духот над тебе, во духот во тебе, да се откажеш од себе, да станеш сад. Пред тоа треба да умреш стариот ти, не само во умот, во срцето и душата. А Исус ви вели, вистина, вистина ви велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божие. Значи да се родиш од вода. Вода телесна, вода духовна, роден во дух, од духот над тебе, во духот во тебе, во полна зрелост. Зашто роденото од тело е тело, ти си телесен човек, не разбираш, исто си како животните, живееш по инстинктите. Роденото од дух е дух, мораш од дух да се родиш, Јован 3:6, и треба да умреш телесен и да се родиш духовен тихо. Тој што доаѓа по мене ќе крштева. Кој е тој? Исус крштева. Затоа тој не крштеваше туку неговите ученици, бидејќи тоа е телесно, претходно Јованово надминато крштение. Станува збор за Исус да ве крсти, затоа е потребен и гласноговорник, слуга, кој нема да прашува ти ли си оној што треба да дојде или друг да чекаме. Ветрот дува, односно духот дува каде што сака, гласот негов го слушаш, значи послушност. Не знаеш или знаеш ти самиот од каде оди и на каде иде, така е со секој човек роден во дух. Значи ти си воден комплетно, полнотија и не знаеш како. Јас реков, нема да доаѓам вчера на средба, имавме кај Верчево Лисиче и тој ми вели, имаш кола, јас се затресов, слегов и ете сум таму, се изненадија зашто дојдов на служба, требаше да им читам по Вибер овде. Каков пример им давам јас? Јован 3:8, духот те води, дејствува, зборува, он ги врши делата, не ти. Не може човек ништо да прими, да извршува, ако не му е дадено од небото, Јован 3:27. А ти ќе прашам, а зошто? Бидејќи тој што е испратен од Бога, кажува Божји зборови, така јас не зборувам од себе. Божји зборови, зашто Бог го дава духот неизмерно, Јован 3:34, или го дава духот без мерка, го излева некогаш, и ние сме свесни на средбите на сотрудници, кога се излева духот во полна сила, врз нас го излева, не капе од надвор. Сега треба ти да го отвориш срцето, кога тој чука, еве чукам на вратата, кој ќе отвори, ќе седнам и ќе вечерам со него, да примиш полнотија, колку што можеш да поднесеш. Не само од надвор да те капе на средбите и се враќаш во калта. Имавме такви, доаѓа си оди, духот ќе го изгони по извесен период. Бог е дух и оние сотрудници што му се поклонуваат, треба да се поклонуваат во дух и вистина. Јован 4:24, значи не во тело, во дух. Телесните обреди ништо не значат. Вода, леп, риби, мед, не знам што, скакулци, рипа и скокај во вода. Духовно е подарувањето. Да му го подариш срцето. Друг препев, но доаѓа време и веќе е дојдено, сотрудници, кога вистинските поклоници, сотрудници ќе бидат воведени во вистината. Вие гледате кој ќе ве поземе духот од Божиот дух и ќе се му се поклонувате на небесниот татко, онака како тоа го сака небесниот татко. Бог е дух и оние што му се поклонуваат, и вие сте дух, ама треба да го ставите телесниот дел. Мораат да го прават тоа сходно со вистината која им ја открива Божиот дух. Јован 4:23-24, друг препев. Роди се, сине, сотруднику во таа љубов.
Oj, Исусе и само Исусе, само што слезе ова до крај, само што имавме молитва, уште сум радосен и весел во духот. Се што не е од Исус да замине од секој еден од вас, допрете се до срцето. Господе Исусе Христе, ти го предавам срцето, дојди да живееш во мене со Таткото Небесен во духот, да ме родиш во духот. Ти предавам се, телото, душата, духот, семејството, се што имам, изчисти го мојот ум, секоја мисла да е покорна на Тебе. Те сакам, Господе Исусе Христе, заедницата со трудници да исполниш со полна сила, да ги исцелиш сите, зашто Ти ги исцели сите. Те сакам, Господе Исусе Христе, ја предавам Македонија во Твоја собственост. Бегај од нас, Сатано, во името Исусово, не враќај се повеќе. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус, веднаш да замине, мораш да заминеш од десната страна, во силата не отстапувам. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Ете, тоа е роден од дух, кога во твоето срце живе, е жив, те оживеал Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе. Амин до Царството Божјо. Амин. Милуди се, сине, штом те укорувам, што и да правиш, те заштитувам. Остави гнев, своја правда, желби, очекувања, препушти се на мене, Татко на љубовта. Не плаши се, остави се, не лути се, остави се, не грижи се, остави се, љубовта моја е лек за се. Не мисли се, остави се, препушти се во мене, не мудрувај, остави се, љубовта вечна во секое срце.